Последната кражба на манастирските звона од манастирот Свети Пантелеймон уште еднаш го активираше алармот дека верските објекти се на сериозен удар на кратци кои го уништуваат црковниот имот. Незаштитени и необезбедени тие им стојат како на тацна на провалниците и плячкашите кои немаат страф ниту од Божја казна, ниту од законите и безобзирно ги крадат. При тоа најчесто штетата што ја прават е значително поголема од тоа што ќе го заработат од продажбата на металот. Во јавноста се коментира дека кратците се од друга вера, па затоа немаат никаков страф кога провалуваат во духовните објекти. Во изминатите неколку години се испокрадени звоната од камбанариите од манастирот Света Петка на Плачковица, од црквата во Бели, од Свети Пантелеймон во Пантелеј, а котли, казани, пари, икони и друг имот речиси од сите црковни храмови во регионот. Се претпоставува дека најактивни се препродавачите на старо железо, кои практично уништуваат се што е вредно и може да се продаде на откупните плацови за суровини. Во Македонската православна црква немаат стратегија како да се заштити црковниот имот во многобројните цркви и манастири, бидејќи речиси е невозможно да се ангажираат чувари или некакво обезбедување кое ќе чини многу. Тоа е хулење, тоа не е во ред, како може да биде во ред. На тие ли работи почнавме да одиме да ги сквернаваме и тука верските овие објекти или опремите. Не го добро на тоа. Ни во кој случај мислам. Не се чува доволно. Проблем е у чувањето. Тоа е едино. Ако се преземат мерки тоа да се попажливо чува, да се преземат мерки против сторителите на таквија дела, мислам дека ќе биде подруго. Нема да видите како што е сега. Треба да се има чувар таму. Кој таму тие покрај поповете што се тие таму, треба да биде таму стален за да не ја крадат. Иначе тие што крадат треба строго. Остануваат апелите од свештените лица да допрат до верниците и до сите граѓани да не посегнуваат по имотот на светите места, бидејќи тоа е на целиот народ и останува како наследство за генерациите што доаѓаат, а на полицијата превентивно да действува, но и да ги открие сите престапници кои сигурно се од овие простори и оставаат траги таму каде што провалуваат и предизвикуваат штети.